Кате, добро утро, поздрав од студиото на Телма. Поздрав, удовде се наоѓаме во паркот на езерцата. Сега тие не се пуштени, нели, веројатно заради тоа што е есен и заради тоа што е можеби надвор поладно, како и да е еден убав момент или миг да ги видиме сите бои на есента зад нас. Се надевам дека така ќе биде и ќе можете да ги видите. Ако не можете да ги почувствувате, тогаш бојрум овде во паркот на езерцата во аеродром заедно со нас. Ќе уживаме заедно, прекрасно сонце, убав муабет пред нас заради тоа што тие имаат упатство за љубов. Ќе ни кажат кога се создаде ова упатство и дали го мучкаам повеќе време, колку време требаше за создавањето или веќе го имаа во глава одамна. Ана и Горан како дел или представници на групата Пеперминт ова утро заедно со нас. Ајде со Ана, да. Да. Анчи беше дел од снимањето, секако беше дел и од создавањето на оваа тема. Јас, нели, оние што ме следат на социјалните медиуми знаат дека веднаш ми залепи за уво, што се вика, заради тоа што Пеперминт одамна не ни понудиле некое убаво четиво, особено вакво упатство за љубов. Да, значи во најавата спомна дека не е процес кој што се завршува за 2 дена. Процес е кој што трае не многу долго, ама во принцип за секогаш сме окажували и се повторуваме кога е така, за креативниот дел и за тоа создавање на нова песна е секогаш заслужен Горан. Јас сум тука да помогнам, значи да си ги снимам пратечките вокали, како и секогаш да кажам дали ми се допаѓа или не. И за кажали што беше првото слушање? Кога беше првото слушање и што кажана? Значи да ти кажам, првото слушање беше многу рано, кога имаше само, не знам, само гитара и вокал, идеја за вокал од песната и јас реков тоа е. Еве го камбекот на Пеперминт. Тоа е. Значи на прва исто така. Значи врска немаше од тоа да биде готова песната, реков готово. Таа песна што треба да биде следна. Така да мене ми се допадна од прва, се надевам и на сите. Така. Горан, на тебе ти се бендиса од прва или имаш и втора и трета? Па искрено не ми се бендиса од прва. Да, искрено не ми се бендиса од прва, го барав правиот израз во песната. И долго време ми требаше, па секој збор го бирам кога ги правам песните и се двоумев ова, не знам, баш го слушам, не сум сигурен дека вака треба. И на крај, кога излезе правата таа форма што јас ја замислував, значи да биде баш да се вика песната Упатство за љубов, затоа што тогаш ми кликна дека еве го направивме. И одамна сакав оваа порака да ми ја принесам на луѓето, затоа што мислам дека единственото упатство за љубов го има во 10 Божји заповеди, затоа што тоа е нешто кое што е константно, кое што не се менува, кое што во било која ситуација и во било која варијанта ќе функционира, затоа што нели не убивај, не кради, не сакај го својот ближен како себе си, поголема љубов од тоа не постои, така да мислам дека вистинското упатство за љубов го има баш тука во Библијата и тоа е и пораката и така да во овие времиња кои што ги живееме, малце чувствувам дека сите лутаат и се прашуваат, се изгубиле и не знаат што прават и не знаат што бараат. И мислам дека тука ќе го најдат, ќе ги најдат одговорите на сите прашања, затоа што и самата вера е верба. Значи треба да веруваш, да бидеш до толку да не речам наивен, туку баш треба да бидеш лековерен, да веруваш во тоа што се кажува. Значи, ако од секој што викал, ако сите во исто време ги прекршиме 10 Божји заповеди, ќе престане светот да постои. А ако сите во исто време ги испочитуваме, ќе процвета светот. Сите ќе бидат среќни, сите ќе бидат задоволни и сите ќе бидат ќе уживаат во животот. И сега ме провоцираш за ова следното прашање заради тоа што овој свет кој што го живееме, нели, одамна не е таков. Особено во оваа последнава година или последниве 3 години, да не речам, нели, оние корона, па све што ни донесе таа, па сега војни, па сега глад, па не знам, енергенси, па се нешто е стравови. Упатството за љубов може да не донесе до некаков мир
таков наш мир за да создадеме поубав свет? Па апсолутно може да не донесе. Значи апсолутно може да се донесе, како што реков преска. Значи само треба да замислиме еден идеален свет каде што сите ги почитуваат тие 10 заповеди кои што се рецептот за совршенство. Така малце е тешко. Тишко е, да. Поготово во ова време кога се извитоперени работите, кога сите сме заборавиле на духовното, сите мислат на некој обстанок, на нешто, ама на крај се сведува на тоа дека ако сите само искулираме вака по еден уличен речник, да искулираме малце и да се олабавиме и да почнеме да размислуваме со срцето повеќе отколку со умот, мислам дека тоа е вистинскиот одговор на сите прашања. Значи, колку во муабетот околу создавањето на текстот, пак за ова, упатството за љубов, имаше и Ана свој дел во приказната, во тоа мерењето на зборовите, кој да биде када во речениците. Пак ќе ти кажам, јас само кажувам окей, ми се допаѓа или не. Пак он одлучува, затоа што стварно тоа е негово дело. Мислам, као кога црташ слика, не можеш да го викнеш комшијата и дој нацрта и ти нешто. Да. На него само кажувам што ми се допаѓа или не. Апсолутно ми се допаѓа и идејата и секој еден збор во песната и Перо и Милица, онака ми залепи на... Тоа е тоа! Ние имаме Перо и Милица. Така да, исто така позади идејата апсолутно стојам и мислам дека тоа е тоа. Значи, додека си ја гледаме нашата работа, додека гледаме нас да ни е добро и никому да не направиме лошо, тогаш Да, значи тогаш ќе бидеш среќен со сам себе. Фала ти Боже, жив и здрав сум. Што донесе денот, тоа ќе го истераме. Само да не направиме лошо на другиот. И тогаш би било. Камо сите вака да мислиме. Значи, Така. сега ме би се провоцира. Значи, Перо и Милица не се за џабе стајани. Перо и Милица се Перо и Милица, а не се Перо и Перо, не се Милица и Милица. Значи, намерно... Да. Тоа е тоа. Приказната има Перо и Милица да се договориме. Женски и машки лик. Апсолутно, да. Друго све не го признаваме. Добро, во упатството за љубов... Нема Перо и Перо. Не Милица и Милица. Гора. Туку со камбегов на Пеперминте, дали ви не достигаше тоа? Дали не достигаше музиката секако? На давањето љубов, на земањето љубов од публиката? Дали ви недостасува публика? Апсолутно не недостасува музичката сцена во Македонија, затоа што се застана, се некако е во стоп кадар, ништо не се случува, луѓето, мислам медиумите, не сите, се со исклучок на твојата емисија, со исклучок на неколку медиуми, да, обично сите обрнуваат внимание на вестите, на политика, а тоа дали со намера или не, ќе се правам дека не знам. Значи, да, не труе и не остава без свој став, не остава со наметнати мислења и тоа малце со намера ја снемува уметноста која што е критичар за сите работи што се случуваат, а некако се помалку има уметноста, нема ни ликовна уметност, нема ни театар, нема ни глума, нема ни музика, нема ништо и се надевам дека ќе се избори уметноста, дека ќе се избори за својот дел во подсонцето. Така. Создавањето на видеото пак. Колку таму имаше место да кажеш што како или пак беше Горан за се? Не, добро, имав идеи за создавањето на видеото, значи некако тука си имам љубов кон тоа, иако он го режираше, значи он тотално го обмисли како треба да изгледа, јас имав идеи, да, како сме гледале филмови, спотови многу, па ќе ти текне како тоа би требало да ја пренесе пораката најправилно. Ама видеото исто беше фантастично искуство, мислам, како и секогаш, во принцип ние многу се забавуваме кога снимаме видеа. Така. Каде е снимано? Тоа е на една пољана Сонја, Горан, да, Сонја, да. Има многу љубов, веројатно. Има.
Љубов има секаде, и тука, и секаде има. Три кучиња дојдоа и ни донесоа љубов додека снимавме. Едното е те влезе у еден кадар. Да. Така да имавме чест да соработуваме со Наташа, балерина од Македонска опера и балет, која што совршено си ја заврши работата и ни се погоди ваков убав сончев ден да ни биде супер. Нина исто ни е гостинка во спотот, тоа е девојчето на почетокот на спотот, која што не кажувајте, ние Кирка. Да, ќутате си. Така да тоа е тоа. Исто да не забораваме Жарко Масларковски, кој што многу ни помогна за да изгледа спотот вака како што изгледа. Со кој што решивме од сега па навака да соработуваме секогаш, затоа што мислам човекот направи се за спотот и направи да изгледа вака како што изгледаше сега, не разбра, ја разбра идејата и нормално додаде нешто негово, така да мислам дека подобра соработка со никого до сега не сме имале и ќе си го чуваме. Жарко, да. Заедно. Да, апсолутно, да. Куцкиче во мозаикот, наречен пеперминт. Да, и пред крај, не се договаравме, ама јас само да прашам, дали можеме нешто пред Упатство за љубов, вака, акапела? Дивија го пејачот. Ајде, Што не знам што да испееме сега. Не знам некој дело на што е пред Упатството да почне таму. Не ми текнува текстот. Знаеш дека имам проблем со текстовите. Не знам кој ги пишува, ама ги... Ја па исто, онака кој имаме настапи, вика, не, јас ќе си земам текстови пред, викам, срамота е го, па нема која будала ги пишувала си тие текстови, да ги учам. Добро, тогаш фала за ова интервју, а во продолжение на Пеперминт, Упатството за љубов, ајде сите да го испочитуваме барем на еден ден за поубав свет. Со неа, со мртната боја, ја бои реалноста. Не можам, со неа е совршено, не е мека се комарец, не е медува промаја. Смисла на смислата, љето на љубовта, врна лепотата, врна вселената. Ние двајца сме правилна приказна, Перо и милица, совршена наука. Она има, она има, она има, она има, она има. Упатство за љубов. Упатство за љубов. Упатство за љубов. Упатство за љубов. Не изгледува ја паптам по очите, вода лековита мече за гушкање. Она е тука со нова димензија, лузните бегаат, свети иднината. Смисла на смислата, љето на љубовта, врна лепотата, врна вселената. Ние двајца сме правилна приказна, Перо и милица, совршена